Почитувани гости, продолжуваме понатако со нашата програма. Следнијата делегација која што би ја замолила да излезе со своја изјава за денешниот ден, само ве замолувам на кратки 5 до 6 минути не повеќе, за да можеме да продолжиме да работиме. Тоа е госпоѓа Соза Грчева со нејзината партија Глас за Македонија. Поведете. Добар ден, драги македонци, ова и за мене изненадување, не знаев дека треба говор. Но секогаш со голема чест, респект и со љубов се обраќам кон сите оние чии што срца, како и моето, чукаат за Македонија. Јас сопствената земја во моментов ја гледам како окупирана. И тоа е лоша работа, но од друга страна ми дава и надеж дека ќе излеземе од оваа окупација. Ни менувале и лични имиња, па сме испливале. Еве сега се најдоа предавници, ништо друго, нема друг збор, каде што имавме од надвор еден проектант на целиот проект, имавме главен изведувач, но да не ги заборавиме и сите наши подизведувачи кои што доведоа до тоа да вчера веќе и Гоце биде предаден по втор пат во македонската историја. Се срамам, навистина се срамам, ме изеде туѓиот срам како ќе се појавиме во соседните земји, како надвор, вака обезличени, имајќи собствена држава, после толку векови борба, на крај сами да ја прокоцкаме. Ме гледате често по дебати, ми ги знаете ставовите, пишувам колумни, гласна сум и сите од Глас за Македонија се гласни. Сметам дека не треба веќе да се навраќаме и да кукаме за тоа што ни се случува. Оваа средба ја гледам како подстрек како понатаму. Сметам дека е многу добро што се собравме прво различни луѓе од различни здруженија, од различни делови на планетата, од нашето соседство, од Македонија, сите македонци, да се запознаеме и да почнеме конечно да градиме доверба. Прво, за мене, волшебниот збор е доверба едни кон други. Поминавме речици години и пол многу тешки, би рекла и година на опасно живење во Македонија. За полно од нас, верувајте, бевме изложени на опасност. Постојани закани, постојани демолирања, јавувања, навреди и така натаму. Не знам како тоа се ќе искулминира. Не би сакала да помислам на таква некоја варијанта, но и тоа може да ми се случи. Глас за Македонија беше активна членка во хоризонтално организираното движење Бойкотирам, каде што успешно го избойкотиравме референдумот, кој беше и неуставен референдум, тоа сите го знаете. Но тоа е нашата прва историска влезница во поново време, во правдата која што нужно ќе си ја бараме и ја бараме. Значи, тој референдум го запечати нашето мислење за оваа наказна вештачка творба наречена Северна Македонија, од која што влечеме последици и најмалку името. Нам ни е забранета придавката македонски, нам ни се менуваат институциите и така натаму. Денес би сакала да биде ова вистинска, не церемонијална, туку работна средба, каде што точно ќе ги дефинираме нашите следни чекори и нашата политичка артикулација. Овде има голем политички потенцијал и да не заборавиме, не чека, може би набргу, предвремени парламентарни избори, може веќе наредната пролет. Ние ќе треба политички да се артикулираме, да наставиме силовито во моментот кога тие најмалку ќе очекуваат. Нам ни треба силен македонски блок во тоа собрание со папети, со кукли,
со луѓе кои што не размислуваат, кои што се под партиска директива, подгазени и гласаат едногласно. Нам ни треба македонски блок, да не бидеме уценети, како што сме уценети. Ние на секој избори правиме отстапки, и тоа катастрофални по нас отстапки. Замислете се прифати тиранска платформа, замислете стана двојазична држава, замислете не го заштитивме нашиот македонски јазик со јасни казни, санкции за непознавање на единствениот официјален јазик на државата. Така да сите сме виновни и не можеме да избегаме од таа вина. Ние премногу комотно се однесувавме, како да сме обезбедени од сите страни, како да не сме на удар точно од сите страни. Знаеме со какви соседи живееме, знаеме за нивните неизживеани соништа, за големи земји кои што се простираат од море до море, а ние мислевме дека нашето прашање и дури по наша штета е затворено. Затоа ми смета овде кога пишуваме околу окупираните територии во Албанија, Грција, Бугарија и така натаму. Драги мои, во моментот и самата Македонија, ова што е окупирана територија. Тоа е најпогубното чувство. Знаејќи ги сите овие појдовни работи, што се многу лоши, ајде да направиме една вистинска стратегија, која што нема да се сведе само на патриотски пароли, туку како да ја скршиме кичмата на ова што сега ни се случува. Џабе ќе зборуваме кој е по-патриот и ќе ги ставаме лавовите и знамињата. Ајде да седнеме, да направиме план, чекор по чекор, што треба да направиме за да ги добиеме следните избори. Друго чаре нема. Видовте како се однесува на председателските избори, видовте дека цензус мора да лажат и да го пакуваат. Јас дури очекувам сега дека и ќе го тргнат цензусот. Уплашени се дека не можат да го стигнат. Дајте да се спротиставиме со реални работи, да бараме реален изборен модел, реално финансирање на партиите и здруженијата, отворање на независни медиуми. Дајте да се помогне да отвориме собствена телевизија, собствен портал. Значи, за мене веќе бајките престана, живеам во сурова реалност, ние мора да обстанеме и да ги добиеме следните избори. Друго чаре немаме. Ви благодарам.